Бугарски европратеник се обидува да вметне загрижувачки амандман на извештајот за Македонија во Европскиот парламент, тврди премиерот. Во тој амандман се бара потврда на тезата на Живковизмот дека македонскиот идентитет бил создаден со одлука на Тито и во соработка со тогашната советска Коминтерна. Оттаму ги повика политичарите во Брисел внимателно да слушаат какви пораки доаѓаат од Софија во 21. век и дали тоа има воопшто нешто заедничко со европските вредности. Она што повеќе мене ме загрижува е обидот на еден европратеник кој што доаѓа од владеачката ГЕРБ да вметне амандман во кој што македонскиот идентитет ќе го дефинира како презент на англиски или сегашен. Со што јасно ја вади на површина политиката на Живковизмот која што за жал е се уште жива кај политичарите во Софија. И се потврдува сето она што го зборувавме во минатото, дека не се проблем неколку стотини наши сограѓани кои што велат дека се дел од бугарската земница. Не се суштинскиот проблем на официјална Софија да тие бидат дел од преамбулата, туку целосна асимилација. Овој обид за асимилација според Мицкоски искако тој во 1965-та, кога во пописот исчезнуваат 200.000 македонци, претходно попишани во пописот во 1956 година во Бугарија. Изрази жалење што бугарските пратеници се обидуваат да предизвикаат остра реторика со донесената резолуција во нивниот парламент, но нема да им вратат со иста мера и носење на резолуција во македонскиот парламент, туку ќе ги повикаат на добрососедство. Бугарската резолуција беше придружена и со пораки дека за Македонија нема да има план Б доколку не се испочитува договорот за уставни измени. Известувачот за Македонија, пак европратеникот Томас Вајц, во интервју за бугарска телевизија изрази жалење за постапките на бугарската страна и јасно порача дека во неговиот нацрт извештај има неколку референци за признавање на македонскиот јазик и македонскиот идентитет и нема сомнеш дека македонците се македонци и дека македонскиот јазик е македонски јазик. Тој очекува мнозинска поддршка за извештајот што ќе се гласа во среда во Европскиот парламент.